Шери, што ќе готвиме денес? Здраво, добар ден гледачи. Каде сме? Во мојата кујна. Ке готвам за кој? За мојата Шери. Шери, што ќе готвиме денес? Какво прашање секој ден. Навистина, до сега бевме заедно секој ден. И мислам оти ќе бидеме заедно уште многу денови. Ама ајде, да бараме инспирација во фрижидерот. Па да. Што имаме од убаво на располагање? Ова е пилешки стек. Имам овде сланина, салама. Мислам да земам саламата. Време е да се употребува. Што ќе му ставиме внатре? Мислам да земам една пиперка, црвена пиперка. Топ ќе биде. Океј, што можам уште да ставам како гарнир? Сега за сега мислам оти ова ќе биде доволно. Му ставиме малку и сирење внатре. Ролат, сирење, пиперка, салам. Да. Може така. Ќе земам малку сирење. Ајде, да почнеме со ова. Ова, салама, пилешко. Ето, ама. Ми треба малку гарнир да правиме шпагети. Шпагети ќе ставиме да направиме пене. Да направиме. Океј, пене, не. Имам овде пшенка. Да му ставиме малку пшенка во шпагетите, така убаво ќе биде. Пшенка, малку пропржена, додавам во тестенините, со малку кромит. Да. Ама имам кромит во кутијата. Имам овде кромит. Точно така. Ајде. Мојата black box. Да, имам овде кромит. Имам уште, па супер. Завршена работа. Само сос, ќе видиме текот на готвењето што ќе ставаме како сос. Ајде, прво тестенините да ги вариме. Знаев, капакот од малото тенџере ми отиде. Ама ќе го држам и малото тенџере, ќе ми биде ќе го употребувам. Ајде, вода течи. Ете така, нема песна така, вода течи, не? Океј, мислев оти имаше една песна така шо ке, па не. Аля, вода истече, ние ќе ја стоплиме сега. Максимален power, ајде. Хепс. Сол и одиме. Сосот овде ќе биде за после. Ова ќе биде тука, тестенините, саламата, таман. Сирењето, отворено. Ајде. Сирењето, таман. Пилешкото, таман. Денеска све сме, таман. Да, вуаля. Океј. Со ова ќе оди и пиперката, после. Ајде. Прво, како убаво парче. Таман. Ајде, сечиме. Ќе направиме како еден ролат. Ролат. Да го сечиме на половина. Така. Шо? Таман. И ова на половина. Така. Шо? Сочук. Таман ќе биде. Ајде. Таму ставиме. Малку. Не останува спачнија од хартија овде. Ќе можам да... вака. Да не го чукам директно. Ова е јак. Ова е малку. Валя. Не како тенџериња, како теглињата, што ги чукам по газ. Овде директно ги чукам. Така, да. Валя. Океј. Одиме со малку салама внатре. Тоа ни останува и навистина, мислам оти саламата ќе му дај преубав
шмек на пилешкото. Така. Окей. Ова се топли. Браво. Да го испотрошиме целата салама. Вака. Одлично. Ајде. Одиме сега со едно парче сирење. Убаво парче сирење. Ете така. Второ парче сирење. И. Ке му ставиме малку од пиперка. Не му треба многу. Чисто малку така. Едно парче за боја внатре, кога ќе се сече, да прави малку разлика. Стои тука ти. Со бојата. Вака. Окей? Го затвараме. Вака. Окей. И ќе го поминеме во јајца и малку презла. Ќе го потпечиме и ќе оди во рерна. Е така. Ќе ми треба тањер, 2, па да. Едно со јајцата, едно со презлата. Презла. Тука си. Ара. И едно јајце. Ми треба малку брашно. Хоп. Вуаля. Окей. Билушка. Малку зејтин. Малку сол. Пипер. Е така. Овде малку брашно. Окей. Тоа ќе биде убаво, но ти ќе се залепат, ќе се потпече све и ќе држи како едно парче. Едно парче полнет со салама, пиперка и сирење. Ајде. Ова го матиме. Така гледам водата, почнува да се топли. Одиме со тестенините. Ете така, све. 6, околу малку 8 минути ќе биде спремно. Ајде. И малку зејтин, лажица и мешаме. Така. Окей. Ова е спремно. Ова е за после. Ајде. Да поминиме пилешкото во јајцата и во презлата. Топ. Е така, одлично. Е така. Мислам уште еднаш. Вака. Јајца. И уште еднаш презла. 2 слоеви од јајца и презла. Е така. Одлично. Одиме. Јајца. Презла. Окей. Уште еднаш. Јајца. И презла. Вуаля. Оу печката не ја пуштив. Мора да ја пуштам. Ете така. Малку ми се лепи. Ми се лепат на прстите. Па нормално. Јајца и презла направено да се лепи. Па се лепи на пилешкото и се лепи и на прстите. Окей. Добри сме. Само
што печката уште наде. Ајде. Одиме 190 степени. Таман. Ми треба... Не. Нема да правам така. Ке земам тавче, овој тавче оди во редна, мене ми одговара, ке му стам малку зејтин и директно, чекајте ова, малку како да ми се одлепи, окей, супер, пада. Така, поставаме во тавчето, и тавчето, знаете каде го ставаме? Директно во печка. Така. 200, јако од почеток и после ќе намалиме. А ние се враќаме за кратко. Шери, што ќе готвиме денес? Ајде, тестенините. Полека. Се варат. Пилешкото е во печка, се надевам оти ќе биде добро. Он има уште 10-15 минути да се подпече. Го ставив, од 200, го ставив на 240. Да убаво, јако од почеток, да се направи убава кора, ќе го намалиме и внатре после полека ќе се пече на 180. Океј, па јас малку да се редам овде. Направив гужва на масата, а ич не го сакам тоа. Тоа е нешто што многу мразам, кога масата ми е прљава, кога масата ми е со гужва и све, не можам да работам така. Ич не ми се допаѓа. Ајде. Да средиме малку, да исчистиме даската. Така. Вуаля. Учете се. Да чистите секогаш кога работите, да ви биде чисто местото каде гответе или каде работете. Така е, секаде. Секоја професија си бара да биде све средено, све чисто. Ето е основата. Така. Уште малку, мога да се избриши масата и ќе можеме да продолжиме. Сега ми треба, еден гарнир, ми треба еден сос. За тоа, ајде да размислиме на нешто што ќе може да оди најдобра комбинација со тестенините и со пилешкото. Пилешкото е со сирење, да не забораваме, и саламат внатре. Имаме малку од пиперка, ја мислам оти. Што можеме да направиме? Како мексиканска соса е нешто така. Ајде да размислам. Ова сакав да го додавам во тестенините. Мислам да не да го додавам во тестенините, а да направам еден сос со тоа. Сос со пшенка. Може малку пшенка, малку кромит. Ајде, ама кромит мислам оти имам тука. Да, имам тука кромит. Малку кромит. Ке исецкаме на мали коцки, ситно сецкано. Да. Така. Океј. Така. Океј. Пшенка, кромит. Што можеме да му додаваме уште внатре? Мислам оти малку од пиперката ќе биде добра комбинација. Ќе биде нешто оригинално. Ајде, да го стоплиме ова. Да. Малку појако. Така. Океј, пилешкото малку ми е сумниво. Океј. Супер. Не можам да кажам оти се смее, ама го слушам, ми кажа добро ми е. Добро. Ако ти е добро за тебе, ми е добро за мене. Така. Вара. Го пропржуваме малку кромидот. Така. Ајде. Нека се пржи. Температура е стигната. Секогаш кога стигнува температура, печката ми кажува отие да со малку звук. Максимално. 240 е јако. За печка, многу добро. Многу среќен сум, оти Беко ми го дозволува тоа. Оти ретки се печките што се качуваат над
230-240 степени. Овде го имаме максималното. Браво, одлично. Ајде. Ова ќе му ставиме малку и пиперката, како кажав. Ќе биде како малку мексиканско така. Хап, хап. Супер. Извадиме семките и ќе направиме исто мали коцки. Мексиканско сос. За жал не ги немам товие црвените, како се вика црвениот граф. Оти тоа исто е основата од мексиканската кујна. Па тоа е. Имаме кромит, имаме пиперка, имаме, како да кажам, пшенка. Тоа, ќе му додаваме малку доматен сос и ќе имаме како мексиканска сос. Супер ќе биде. Така. Нека се пропржува. Полека, полека. Една лажица ми треба. Вуаля. Браво. Одлично ми е. Мислам оти тестенините, они се уште малку и се при крај. Многу брзо се варат овие тестенини, многу се добри. Овие се без јајца, постни тестенини. Како оди пилешкото? Добар е. Добар е. Ајде. Океј. Ми фали нешто. Ми фали нешто внатре. Имам овде Макдонос. Добро. И сечам. Ако Макдонос, ета, мислам ти е доволно. Вуаля. Ако имав коријандер, ќе беше уште поубаво. Коријандерот му дава така посебен шмек и навистина тој се употребува во мексиканската храна. За жал, ретко го наоѓаме. Кога има, навистина, верувајте ме, многу сум среќен. Ајде да му ставиме малку зачини, малку сол, бибер, така, окей, сол, бибер. Они јадат люто мексиканите. Па и ние ќе јадиме люто, Вуаля. Ќе му ставиме малку овде од чили. Не премногу да не лути премногу, да имаме проблеми после. Или да жели да вика по мене. Вака. Лукче. Обавезно. Без лук и мексиканите употребуваат лук. Сигурен сум. Не знам, ама сигурен сум. Океј. Ова си ги враќаме назад. И. Океј. Браво. Ете. Тамана, почна да личи. Сега ќе му додаваме малку пшенка. Така. Пшенка. Одлично, мислам оти е доволно. Така. Имаме пшенка, имаме пиперка, имаме кромит, имаме Макдонос. Пилешкото се пече, тестенините се сварени, ние треба да ги извадиме водата. Ајде. Да ги седиме. Оп. Таман. Океј. Да се оладат малку. И ги враќаме во тенџерето. Вуаля. Оп. Еден тука. Вуаля. Му ставаме малку маслиново масло и ги мешаме. Они се спремни. Чекаат само да бидат сервирани. Сосот ќе му додаме малку доматен сос. Сега да пазам овде. Оти
Ok? Oho. 240 stepeni. Ima ovaj pečeno. Wow, možemo da go namalime malko, da go stavime na 180. I za kratko, ova je spremno. Още 2 минути. Добри сме. Окей. Малку доматен сос. Ни остануваше од пасата. Таман. Ајде. Hala. Окей. Лажица. Ова другото да го намалиме оти. Топло во кујната. Топло е. Навистина. Вау, еј, как убав сос направив, не? Одлично. Мексиканска сос со македонски намирници. Епа да, тоа е тоа. Одлично. Мислам, оти, ќе земам 2 тањери и полека ќе сервираме. Шери, што ќе готвиме денес? Вау, гледај како убаво тоа. Мислам, оти овај сос можеме да го јадиме и топло, и ладно. Да се остави, да се олади и таман како дип во тортија, зашто да не? Тоа е сос што може да се јади директно, да, во тортија така, едно парче пиле во тортијата и ќе биде врв. Ова завршуваме. Доста. Така. Океј, 2 тањери. Оп. Да. Ке земе големи тањери и прво основно да правиме малку место на масата. Ајде. Хапс. Ова. Тука, пасатата. Тука. Вака, решиме масата и полека сервираме. Океј. Одиме со тестенините. Така. Да не ставаме премногу. Мислам оти една лажица. Не, малку појќе. Така. Ова ќе биде доволно. Чисто така за почеток. Океј? Сосот. Ова е спремно. Изгасено. Стоп. Ова го земуваме сега пилешкото. Ајде. Дали е печен? Јас мислам оти е. Така. Гасиме. Ова. Да. Океј. Второто парче. Вака. Ова за перење. Тука. Сега. Ајде. Хапс. Мислам оти вака ќе оди. Па да, ова е печено. Одлично, крскаво внатре, печено внатре. Ова се вика Mission Completed. Океј. Ајде, сечеме. Саламата се гледа внатре. Сирењето исто внатре во средината. Вау! Топ! Сега ставаме подлога од сос. Мексиканска сос. Океј. Второто тука. Какво парче има за јадење овде, а? Така. Оп. Остани тука. Така.
pauze, taman. Na dolgo vreme što nego kažav. Taman. Така. Малку маслinovo масло. Така. И моите омилени меруди, што навистина личи кога се става на крај. Малку сув копар. И овде од селе, убаво ќе биде. Ќе личи да имат малку зелено така. Убав зелено на страна. Така. Што сакате поубаво? Јас, што сакам поубаво, е да одам сега на маса, да го јадам ова со мојата омилена Шери. Шери, што ќе готвиме денес? Направивме пилешко, ролат, со сирење внатре, со салама, поховано со брезла, на подлога од мексиканска сос и тестенини, пене. Добар апетит! Шери, што ќе готвиме денес?